Почитувани, изминативе 3 години, имајќи ја честа да се раководи работата на локалната самоуправа во Кокочани, реализирани се бројни проекти од капитално значење и во интерес на сите граѓани во општината. Во фокусот на нашата посветена и одговорна работа се изградбата, обновувањето и одржувањето на патната сообраќајна инфраструктура. Реконструирани и асфалтирани се повеќе улици во градот во вкупна должина од околу 7 километри, меѓу кои се бројуваат улиците Ѓошови Кетиев, Раде Кратовче, Браќа Ставреви, Стево Теодосиевски, Роза Петрова, Јордан Зафиров, Смилевски конгрес, Илинденска, Стамен Манов и други, а во завршна фаза е реконструкцијата на две витални сообраќајници во градот на улиците Гоце Делчев и Борис Трајковски во вкупна должина од над 1,4 километри. Исто така во постапка е распишување на јавна набавка за капитална реконструкција и модернизација на источниот патен влез во градот во должина од околу 1 километар. Во делот на сообраќајните решенија изградени се и два кружни текови. Кружен тек на спојот на улиците Димитар Влахов и Стево Теодосиевски и изведено е асфалтирање на кружен тек со изградба на разделно зелено на булеварот Теодосија Паунов. Извршена е и модернизација на два патни премини на железничката пруга Велес-Кочани, патните премини кај основниот суд Кочани и старата ветеринарна станица. Во руралните средини реконструирани и изградени се повеќе улици и патишта во вкупна должина од над 6 километри и тоа во населените места Градовци, Долни Подлог, Бели, Тркање и Оризари. Во делот на водоснабдувањето реализиран е капиталниот проект на реконструкција на главниот потисен цевковод во должина од 2,2 километри. Изградена е и препумна станица во населбата Трајаново Трло за дел од системот висока зона на притисок на град Кочани. Извршена е реконструкција на старата вододна линија на улицата Шукри Шаин, а заменете дел од водоводната мрежа на улица Гоце Делчев. Се врши и замена повеќе стари кукни водомери со нови, современи и се прави нива интеграција во системот за далечинско отчитување на комуналното предпријатие. Во изминатиот период беа извршени повеќе градежни активности во делот на атмосферката и фекалната канализациона мрежа, односно изградена е канализациона мрежа во село Тркање во склоп на колекторскиот систем во должина од 3 километри. Поставена е нова атмосферска канализација во дело село Оризари и реконструирана е фекалната канализација на двата колектори, источен и западен дел со должина од околу 1,7 километри. На улицата Стево Теодосиевски поставена е нова атмосферска канализациона мрежа. Во Ризари извршено и уредување на речното корито на река Масалница на простор од околу 6000 метри квадратни. Во период поглед на комуналната инфраструктура со реализација на проектните трошоци, рационализација на проектните трошоци, завршена е сеопфатна реконструкција на градскиот парк како современ, јавен и социјален простор за сите генерации. Целосно е преуредено со нови реквизити детското игралиште до летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Изграден е нов парк во населбата Трајаново Трло, а во тек е целосно обновување на содржината на спортско-рекреативниот центар Бавчалук. Извршена е реконструкција на неколку повеќе наменски игралишта, поставена е нова и обновена е урбана опрема на повеќе локации во градот и спроведено е ново јавно осветлување. Просторното планирање е основен предуслов за урбан развој и за таа цел донесе детални урбанички планови со најголем опфат во градот. Дуб за градска четврт 5, градска четврт 6 и градска четврт 14. Низ останува посветеноста на реализацијата на проекти со кои во општина Кочани се постигнува одржив развој и управување. Реализирање проектот за намалување на загубите на вода во системот на водоснабдување и искористување на сончевата енергија во комуналното предпријатие Водовод, со што на кровот на пречистителната станица инсталирани се две фотоволтаични централи со мокност од 440 и 120 киловати. Во рамките на проектот предвидена и набавка на опрема за намалување на загубите на вода. Исто така, инсталирани се фотоволтаични системи и на фабриката за вода, на кровот на основното училиште Никола Карев и средното општинско училиште Ѓошови Кетиев. Со проектот Паметно мерење и управување на енергијата во системот на јавното осветлување, Кочани е првата општина во државата која воспостави електронски систем за паметно мерење и управување со јавното осветлување, со што се постигнуваат значителни заштеди, ефикасност и намалени трошоци за електрична енергија.
Поставени се 5 сензори на индикативни мерења на PM10 и PM2,5 честички на амбиенталниот воздух на територијата на општина Кочани и истите се поставени на 5 јавни општински објекти, со што се подигнува квалитетот во прибирањето на релевантни информации кои ќе послужат за креирање на соодветни еколошки мерки. Во делот на образованието, во континуитет се остварени вложувања за подобрување на условите за одвојување на наставата. Поставена нова кровна конструкција, термоизолацијска фасада, изградена е пристапна рампа и уреден паркинг просторот во основното училиште Никола Карев. Реконструирани се крововите на основното музичко училиште Ристо Јуруков, основното училиште Раде Кратовче, како и основното училиште Кирил и Методи. Во основното училиште Кирил и Методи опремена е и сензорна соба. Заради поголема енергетска ефикасност, промените се прозорците во основното музичко училиште Ристо Јуруков, основното училиште Никола Карев, подрачна единица Градовци, основното училиште Крсте Петков Мисирков, подрачна единица Прибачево и во јавната општинска установа детска градинка Павлина Велјанова. Општина Кочани доделува училишни пакети за секое правооделенче и на сите ученици чии сте места се корисници на социјална помош. Стипендирањето на студенти и наградувањето на ученици со посебни постигнувања на ученички надпревари постојано се одвива и надоградува. Во делот на поддршката за млади, спроведено е формирање на локалниот младински совет и отворена е канцеларија за млади, како функционален и творички простор за размена на идеи, спроведување на активности и организирање на настани од интерес за младите. Во делот на социјалната заштита, преку проектот на Светска банка, Нега центар за стари лица, услуги во домот, општина Кочани се вбројува во редот на општините во кои се пружа сервисна нега во домот, при што се офатени околу 100 корисници и 30 ангажирани негователи. Проектот општинско корисна работа во изминатите години се унапредува, при што се креираат потребни работни активности во заедницата и се придонесува за намалување на бројот на невработените, а со самото тоа се остварува и подобрување на квалитетот на живот на лицата во социјален ризик. Во поглед на противпожарната заштита, превземени се повеќе активности за јакнување на системот. Набавени се 2 нови противпожарни возила, обезбедена е бројна техничка и мултифункционална опрема за пожарникарите и во континуитет се гарантира финансиска и логистичка поддршка на доброволното противпожарно друштво од Кочани. Во делот на културата постигната е значаен исчекор во збогатувањето на понудата и содржините. Извршена е комплетна реставрација на споменикот на Слободата како најзначаен културно-историски символ и обележие на Кочани. Со тоа култно место на градот доби модерни услови за креативни творења и спроведување на настани од масовен карактер. Се комплетираше уредувањето на мултикултурниот центар преку инсталирање на систем за ладење и греење и опремување на неколку функционални простории во рамките на центарот. Традиционалните манифестации, денови на Кочанскиот Орис, настаните по повод празникот на градот Петровден, Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, добија квалитетно подобрена организација и модерни содржини. Како новитет во нашата општина во изминатите 3 години се организираат покедневен новогодишен и великденски хепенинг. Овие настани се спроведуваат преку богати музичко-културни содржини и настап на познати македонски музички имиња. Нашата транспарентност во работењето добива признание во континуитет. Активната транспарентност на општина Кочани во актуелниот мандат бележи нагорен трет и помеѓу 98 рангирани институции во државата, општина Кочани се наоѓа на 70-та позиција, односно според индексот на активна транспарентност во поставен од релевантни организации се наоѓа во најдобрата група на институции според активната транспарентност. Општина Кочани изгради силни врски и партнерски однос со цивилниот сектор како во домашни, така во меѓународни рамки. Преку регионалната програма на ЕУ за локална демократија во Западен Балкан, во Кочани се финансирани на 8 проекти на здруженија со бенефит за широката локална заедница. Искористувањето на фондовите од европските програми за образовна мобилност е во постојан пораст, за што општинските институции и локални невладени организации добија признание од канцеларијата на делегацијата на ЕУ во државата. Во рамките на разни општински програми се одговара на потребите на здруженија и групи на граѓани за спроведување на активности за позитивни промени во средината.
Почитувани, планирањето и реализацијата на проекти во Кочани продолжува непрекинато и во престојниот период. Со зголемена поддршка од централната власт и други партнерски институции, предвидуваме динамична активност и капитални вложувања за забрзан развој на општината. Ви благодарам.